Во следново видео ќе можете погледате како ја представивме Зadzidana во барок во вторникот во тешки муавети и плюс имате бонус дел од една од главите во книгата. Уште поробустна емисија. Zadzidana во барок. А? Може бе. Примерока за вас двајца. Страшна ли е? Па малку е страшна. Малце е страшна. Па дај брат. За серијски убиец во Скопје. брат. Па чекај, од кај знаеш дека таа е за неговата е за мен? Па еве ако сакате шафол Сега направи. се смени, Измешете Не ги. шафол бе, треба да се потпишеш колку. Ќе ги потпишам по емисија. Сега мора да ја представите малце. Еве ти како прошли пат што ја представи, рандом нешто прочитај на публиката, ќе биде интересно. Да видам на што ќе налеташ. Не, чекај сега, значи јас ќе морам ова, не можам така. Прошли пат ја читав, па после Па тоа. супер беше. Па ја му прво ја читав. Па после тоа Ама ти извадив имаш- таму делови ти имаш- што сакам да ги прочитам, така беше. Не бе, рандом беше. Рандом беше. Не, Рандом отвори. Еве Мислам ќе дека кажам знаеш што рандом Стани рандом. беше. Прво беше, значи одека ти отворив 2-3 пасуса, па ја прочитав, па после тоа имавме емисија на која што читав, сега ќе одберам шо. Добро. Така Па беше. еве Мичо нека прочита нешто рандом. Еве ја ќе кажам почнува со првата реченица е градот е како стара рана што секогаш чеша пред дожд. Сега А што старата рана те чешате пред дожд? Да бе. и го врти колено. Да, и колено те вртат. О, Еве ова. ме врти колено. Чекај, ај ја ќе прочитам. Ајде, Нели, нешто Скопје ме не спиеш. интересира. Скопје се гушеше. Беше една од оние лепливи јулски ноќи кога асфалтот ја враќаше топлината собрана во текот на целиот ден, претворајќи ја котлината во експрес лонец. Воздухот имаше вкус на изгорени кочници, прашина и ефтин дезодоранс, зачинет со тешки мириси на застоена вода од Вардар. Човек стоеше на работ на зидините на калето, неговите дланки груби и испукани го допираа ладниот нерамномерен камен на тврдината. Ова беше вистински камен. Ова беше историја. Ова беше единственото нешто што се уште имаше тежина во овој град. И влезе. На почеток полека и на крај се заврза. Ја мислам дека ова ќе биде интересно. Да се прочита. Пет убиства Ме не и на крај кажувај ќе го сега. засакате серискиот убиец. Ја не. Можам да се кладам. Ајде види. И лично мислам дека ова е врвото тоа што сум го напишал до сега. Види, за да се случи такво нешто, тоа е најтешко. Антихеројот ќе го Да, засакаш. најтешко е у суштина упишувањето да се создаде, да се даде одредена доза на емпатија кон главниот негативец у делото, Нешто како Дарт Вейдер што го претвора тоа е многу тешко. Тоа е Па многу треба тешко. слоеви да се Да. разработат и треба аргументацијата да е сериозна. А неговата аргументација е богами повеќе од Робустно сериозна. сериозно. Повеќе од сериозна, да. Добро. Така што секој што сака да ја нарача може да ме контактира. Контактирате во Филип за книгата излезе од печат. Зadzidana во барок. Уште една Ти ќе шега. дадеш рецензија во наредната емисија? Да, каде излезе? Од печат. А, од печат. Да. Па како реков? Сгрешив нешто? Не, излезе, рече, излезе, реков да те Излезе прашам од каде печат, излезе. од Па печатница. каде? А, од печат. Од печатница излезе и дојде во мои раце. Инаку да, моја е корицата, јас ја правев. Браво. Така малку е на хорор намерно. Језива. Да. Еве, може пред крај на емисијата само уште овој тизер ако сакаш. Може. О, интересен. Прочитај го у себе прво. Не. Прво. Ти ќе си го прочиташ тизерот. Ти ќе си го читаш тизерот. Немој да не свати некој погрешно после. Зашто бе, нема тука ништо спорно? Па не. Ако нема спорно, прочитај. Инаку, ова е практично низ кратка новела мој приказ на тоа како ја гледам целокупната 35 годишна мизерија наша. Пробав да стиснам све у 100 страници, да биде онака интензивно, не е класичен роман, нема описи, овој влезе, масата беше таму, а столчето беше црвено, он беше облечен у одело, имаше кравата, а фризот му беше со гел, него има буквално онака
драматични дискусии и брзо дејство. Ја, окей, го прочитам тизерот. Ќе ми направиш многу кеф. Да, само да не се возбудуваат, ова е сепак фикција и е... Да, така е. Ова е сепак фикција и е... Уметничко дело. Белетристика, да речем. Да. Вели, кога телото на моќен политичар ќе биде пронајдено запалено на мостот на уметноста, суспендираниот инспектор Виктор Николов е вратен на должност за да го реши случајот. Тивко и без многу врева. Но, она што започнува како политичко убиство, набрзо се претворува во морничава пресметка со минатото. Убиецот не остава само тела, тој остава пораки. Од златните куполи на црквите до подземните тунели на офицерскиот дом. Еден човек ја користи својата архитектура на Скопје 2014 како сценографија за својата одмазда. Додека градот гори, Виктор и младата аналитичарка Јана откриваат мрачна тајна закопана во темелите на транзицијата. Приказна за украдена фабрика, заборавени деца и една мајка што никогаш не се вратила дома. Во град каде што се е лажно, само огнот е вистински. Многу ти благодарам. Деди, се како читам, брат? Добро звучи, да. Да. Ти кога го презентираш, звучи онака ептен профи. Он малку завлечка, ама после он влезе у шема, а ти си онака профи скрос. И мислам дека е добар хук за секој што сака да ја прочита ова. Инспекторот Виктор Николов не пиеше за да заборави. Пиеше за да ја намали резолуцијата на реалноста. Седеше во агол на задната просторија на Наджак, култна, стара биртија во Дебармаало, заштитена од погледи со густиот чат од скарата и пожолтените карирани завеси. Пред него стоја половина испиена чашка жолта ракија и нечепната шопска салата. Ова беше неговото Скопје. Скопје на ниските куќи, на липите што мирисаа на детство, на малските кучиња и на луѓето што зборуваа гласно. Ова беше единственото преостанато парче од градот што не беше освоено од стиропор. Ѕидовите на кафеаната беа пожолтени од децении чат и разговори. Секоја шајка во нив држеше по некоја приказна што никој веќе не сакаше да ја слушне. Виктор ги знаеше сите, или барем мислеше дека ги знае. Имаше 45 години, но изгледаше како да има 55. Лицето му беше мапа од брчки, заработени со непроспиени ноќи и горчливи разочарувања. Неговата суспензија од МВР пред 3 месеци не беше изненадување за никого. Кога ќе му скршиш нос на внукот на заменик министерот, затоа што затурил докази за сообраќајка, суспензијата е најмалото зло. Носот се уште го болеше на ладно време. Не од ударот, од споменот. Од моментот кога свати дека правдата има роднински врски. Мобилниот телефон на масата завибрира, танцувајќи по дрвената површина. На екранот пишуваше началник Грујовски. Виктор го гледаше телефонот како да е отровен инсект. Не крена. Телефонот замолчи, па повторно почна да вибрира. И повторно. Крени го, Виктор, рече газдата на Наджак, поминувајќи со нова тура пијаваци. Ке ми ја бутне ракијата. Газдата беше човек во доцните 50-ти, со раце што мирисаа на детергент и тутун. Го знаеше Виктор со години. Го знаеше и предзначката. И по неа. Виктор воздивна, го зеде телефонот и повлече со палецот. Суспендиран сум, шефе. Немам значка, немам пиштол. Барај некој од твоите партиски потрчковци. Виктор замолчи и слушај. Гласот на Грујовски беше пискав, на работ, на хистерија. Тоа не беше глас на човек што издава наредби. Тоа беше глас на човек што гледа како му испарува кариерата. На мостот сме, кај новиот театар. Мора да дојдеш. Кој мост? Имаме 100 моста на 100 метри. Мостот на уметноста.
Виктор, лошо е. Ова е многу лошо. Не е обично убиство. Ова е представа. Зборот му се заби во главата како трн.